наоѓам во Албанија, гост сум кај нашите браќа и сестри македонци. До мене е мојот драг пријател Цветко, кој ќе ни се представи Китани, кој ќе ни се представи на кратко сам и мило ќе ми биде да спомниш и каква функција имаше, што работеше и со што се бавеше во твојот живот. Повели Цветко. Прво да ви благодарам што ни дојдовте, што не посетивте. Зашто ние тука се потраше македонско. Македонци сите се потекло, се живеат на македонски начин. Ви благодарам што дојдовте. Јас сум Цветко Китани, 72 годишен човек. Порано си бил за другата главен инженер агроном. Се живееше, производбе луѓето, работеа, сиромаштија не беше богатство, ама луѓето во душата бедни. Сега се иселија луѓето. Али што нема можно да живее. Се наодаме во центарот на Преспа, Пустец. Селото Пустец има околу 1500 жители, 340 семејства. Освен Пустец, Леска, село Зрновско, село Серија што е тотално иселено. Може точно да ни покажеш каде е Зрновци, каде е Пустец? Село тоа е Пустец. Село горе се Леска. Да. Село натаму туристичко Зрновско, прекај брежие, прекај езеро. Пригласено од државата за туристичко место, ама инфраструктурата не е. Јас слушам дека ти си бил учител, професор и дека си и музичар. Кажи ни малку повеќе за тоа. На 1999 година се влегов учител даскал по хемија и биологија. Професијата ми беше инженер агроном. После се настави за учител. Да ти кажам, право 8 години дадев музичко. Тоа беше све македонски. Игра песни, ора се македонски. Нема биваше за албанска, да не знае многу. Чувството за сите беше многу. За жал се разгаснала многу таа работа. Ама ми беше во душа да пренесеме чувствата македонски во младите. Традицијата, културата, облеката, обичаите. Не беше да остане за нас да не се изгубат. И така работеме. Хвала ми, Господу си на мене. Точно. Кажи ми како сега денешните деца тука, дали го знаат нашиот јазик, дали го зборуваат македонскиот јазик? Нормално да го знаат. Јазикот, мајче си го учеше дома, мајка му ги учи на македонски јазик. И на школа некаде 50 до 60% предметите се предаваат на македонски. Важно овие полесните предмети. Ама нема деца. Кога јас пушнав учител на 99 година, имаше 340 ученици в училиштето. Денес, за жал, има 30. За жал. За жал, но секаде е тоа? Мислам, катастрофа. Особено за нас, што сме како национално мастичество, и од државата немаме подршка, да ти кажам. Инфраструктурата е многу слаба. Пат нема. Видов. Катастрофа е. Ово кај Брежи. Бабина подарена од Господ, направена за Преспа. Прекрасен предал. Прекрасен. Ама е подарено од Господ. Исврлен сте од држава. Јас морам да кажам дека Цветко ни беше гостин во Швајцарија, кога ја правевме се македонската забава, со сите македонски од Пиринска, од Егејска Македонија и од Пустец и Голобрдо. Прекрасно. Цветко ни се одзва на поканата и дојде со игровната група, бевме почестени и така останавме во контакт, така сме пријатели. Фала и за денешната покана, за овој голем празник. Сакаш да ни кажеш нешто за овој празник? Да, да ни кажеш така. За денешниот празник. Така. Света Марена, Маченичка, се слави го Преспа во Света Марена, голем манастир, си има таму конаци за спајне, за живење. Значи една голема традиција кај луѓето се бират од сите држави, секаде каде се дружат, се играат, се веселат. Една уба традиционална прослава. Прекрасно беше таму, да. Кој сам ова прилика да му кажеш на моите драги пријатели на Драгица и на Благоја? Ги поздравувам од срце. И чекам на дојде. Секако, ќе им пренесам поздрав. Благодарам многу. Секако. Бев денеска и во Горица, во сред Горица. Горица е опијана во македонските песни, а бев и во Туминец, го посетив и споменикот кој е подигнат во чест на нашите борци кои паднале за слободата на Македонија.
Бев и во црквата Свети Марија, што Цветко претходно ја спомна. Прекрасно чувство, македонци од сите делови, имаше и од Егејска Македонија, и од нашата мила Македонија. Прекрасно поминавме, се развеселивме малку. Сега поминав и преку Глобочица, дојдовме во Пустец, заедно да ручаме. Со нас е исто и нашиот пријател Гоце, кој е екстра дојден од Егејска Македонија. Се надевам дека и тој ќе ни каже некој збор. Драги луѓе, како што најавив претходно, со мене и мојот драг пријател Гоце, кој ни доаѓа од Егејска Македонија и исто така, како и Цветко, и него го запознав кога беше се македонскиот фестивал, концерт во Швајцарија, во организација на нашето културно-уметничко друштво Свети Наум Охридски од Триенген. Гоце, ти благодарам што и денеска дојде, што можевме да видиме заедно, да се дружиме. Ако може само на кратко да ни се представиш, да знаат луѓето кој си и што си. Мило ми беше со доме денес. Сполајте многу за ова лани. Така. Јас сум Ѓорги Нацули од Егејска Македонија, од село Четерок. И со многу гордо се видиме, многу поздрав Швајцарија на сите македонци. И ова половина радост ми е. Мора да дојдете и во егејска страна. Да дојдете во Костур, да посетам, зашто Костур е од најубавите градови во Македонија. Со езерото многу убаво како Охрид. Јас обеќам дека следниот пат ќе дојдеме таму. Половина радост ми да дојдете. Чекам и ова друга половина да е полна. Секако ќе се видиме и ќе се дружиме, мило ми е да се сакаме, да се почитуваме. Сите Ова е сме браќа и најважно. сестри. Ова е да. Така. Една е Македонија. Точно, една е Македонија. Ти денеска екстра дојде да им укажеш чест. Од вчера, да ти 2 дена си тука за празник, да. И покана Јорта, дојде за ово празник што е на црквата Света Марија. Да. Да видиш заедно дел од сите наши македонци што се тука. Гоце, ти благодарам многу. Дали имаш уште нешто да ни кажеш, дали сакаш уште нешто да ни кажеш? Еку, половина направи. Треба да дојдете и во Костур, да го прошетаме, зашто ово што направите за нас во Швајцарија беше многу. Мене ми беше мило што бевте наши гости. Ние можеби немавме многу време за да ви обратиме внимание, но се надевам дека ќе ни дојдете и во Македонија и пак во Швајцарија. Исто чекам да дојдете вие. Секако. Мило ќе ми биде. Следната година ќе се видиме таму. Јелба. Се најдобро. Поздрав, се најубаво. Поздрав, драги луѓе. Švajcarija, Odina majstore. Che ti dojdamo večer jasno sladova, che ti legram ditko jasna pernica, che ti dojdamo večer penđere otpori, ljubo što ti nosa, che meni stoji. Ajde, koji te vide, ljubav ti si htjela,
bila, sama ti si spijela. Ke ti dojdam večer jasno zlatova, ke ti legnem titko jasna penica. Samo za Gordana, profesor! Specijalno za Gordana! Ajde, Gordane! Devojče belo crveno neodirano na voda. Devojče belo crveno neodirano na voda. Voda, voda tam ti je daleko. Ajde, Vajsane, raskudaj! Plače srce od tvih strani, što krvavinu pogodi. Ej, Makedonijo, misli biser balkanski. Tvoja flaša tu. Ajde, cheers.
Драги луѓе, не може да дојдам во Албанија кај нашите браќа и сестри, а да не се видам со нашиот драг Васил Стеревски. Васил, фала Богу на поканата, мило ми е што сме тука кај вас. Сите македонците знаат, но да ни се представиш и да ни кажеш некој збор за овој крај. Ништо прво да ви се заблагодарам што вие не поканивте минатата година на Македонскиот фестивал во Швајцарија, каде што учествувавме со полковна група од тука, од Мала Преспа од Албанија. И еве што ни возвративте, значи не посетивте денеска на овој голем празник на Света Марина, каде што посетивме манастирот и славата се македонската прослава, па и Пустец тука и позади нас е и мали град Островот со црквата на Света Марија. Така што мило ми е што еве ова се македонско дружење продолжува тука и во Албанија и го покануваме и сите македонци и Швајцарија, но и од другите делови што живеат почесто да не посетуваат и да се посетуваме и да се соработуваме. Денеска поминавме прекрасен ден со нашите македонци овде. Видовме многу убави села, македонски села, ручавме во македонски ресторан. Благодарам за сите вас и посакувам се најубаво и се надевам сите македонци ќе дојдат да ги посетат нашите македонци овде во овој крај. Се најдобро, Васија, се надевам ќе се видиме во Македонија или во Швајцарија. Се најдобро ви посакувам. Истина вас. Поздрав. Драги луѓе, уште еден наш пријател, голем македонец, господинот Атанас Плоча. Атанас, благодарам што минатиот пат беше нас гостин исто во Швајцарија, со фолклорната група, убаво се представивте, фала ви на поканата да бидеме на овој празник кај вас гости. Може ли накратко да ни се представиш, нашите македонци во Швајцарија да слушнат, кој си, што си, која е твојата функција овде во општината Пустец? Јас сум Плоча Атанас, заменик градоначалник на општина Пустец. Овде ги представувам, ја застапувам Македонската алијанса за европска интеграција за зачувување на правата на нашите македонци во Мала Преспа. Мило ми е што дојдовте овде да ја посетите нашата општина. Чест ми беше да се дружиме денеска со вас. Не знам колку сте задоволни или не. Честа е наша. Прекрасно поминавте. Мислам дека ова се работа да продолжи, да идите, да идиме, да се дружиме. Да се сакаме, да се почитуваме, како што се сакаат браќа и сестри. Ние сме еден народ, ние сме македонци. Ви благодарам уште еднаш на поканата. Прекрасни сте, прекрасно поминавме. Се најубаво ви посакувам. Па се гледаме или во Македонија или во Швајцарија. Ќе ве чекаме. Се најдобро. Затоа се фреските уништени, ама има дел останато на два слоја. Слично како Курбиново нешто, тој стил на фрески. Ево нов слој. Исто стар, значи, наверојатно 10-11 век. Како еве тука исто си има. Ова треба да се конзервира, треба да се заштити, се ова. Штета баш, да. Заштитена со закон, но држава ништо нас. Значи, кога забрани религија, тука е во раки. Значи, затоа е посебнат. Штета баш, да. Балканските војни, турци бегаат, селаните ја рушат кулата и со камењата го градат школото. И тука учеше Стерио Спасе, а после тоа се растури, но со повеќе од Европска унија се возобнови. Еве. Аудио. Да?